2 години на истото место, само на различна локација, повторно со Дарко Соколов сакаме да резимираме го Европското првенство. Дарко, добродошол во Кочани, пред 2 години како херој, сега малкумине само пријателите разговараат со тебе на таа тема, иако знаеме дека пред 2 години секој трчеше да се слик. Меѓутоа, тоа е нашиот менталитет, тоа е тоа. Што се случи на ова првенство? Не можехме да ја поминеме ни првата група. Па да, како што кажавте, ова првенство не го исполнивме оној очекуван резултат од нас, каде што најпрво ни беше зацртано да го поминеме првиот круг, таа група од 6 репрезентации, каде што беше една од најтешките, но ние влеговме како фаворити од минатото Европско првенство во Литванија 2011 со поголеми шанси за тие 3 репрезентации кои од вториот круг. Што се случи, тоа до ден денеска го полемизираме, не е јасно, има повеќе причини кои не изфрлија тоа првенство, али по мене мислам дека таа првата утакмица беше клучна и на психолошки план многу влијаеше врз целата екипа, каде што сите знаете дека на еден чуден начин ја изгубивме, не ни беше признат кош, каде што беше чист постоечки, противничкиот играч ја го фати кошот, односно мрежата, и после тоа следеше надпреварот со Литванија, каде што ќе кажем уште еднаш дека под влијание на тој надпревар не успеавме да се консолидираме побрзо. Србија ја преслушавме. Србија имавме одличен ден, погодивме сите отворени шути, ги добивме со голема разлика. И после тоа следеше клучниот надпревар за нас против Босна и Херцеговина. Не победивме и тоа не одеше ништо на тој надпревар. Не изигравме одбрана, каде што беше наш најголем клуч на минатото првенство, и тоа е тоа. И тоа е тоа. Јас и ти денови кога разговаравме тука низ градот на една тема, не ја спомнавме намерно репрезентацијата на Летонија. По тебе едно големо изненадување на ова првенство, токму Летонија, и јас ја поврзав со вашиот успех што го имавте вие пред 2 години. За каква репрезентација се работи, бидејќи многумина сметаа за аутсайдер во нашата група, меѓутоа таа мислам дека и со сите репрезентации најдобро се држи. Да, на почетокот никој не планираше дека Летонија ќе оствари 3 победи во нашата група, каде што сите други 5 репрезентации се беа како фаворити во однос на неа, но играат една одлична кошарка со една типична америчка кошарка, каде што многу трчаат, се движат, шутираат доста за 3 поени, но на сите надпревари покажаа дека се квалитетна репрезентација и дека заслужено помина во вториот круг. Денеска имаат и шанси со победа да влезат дури во четвртфиналите. Да, токму денес е недела, ние ја правиме оваа емисија. Меѓутоа, јас сега друго сакам нешто да те прашам. Пред 4 години вие поставивте една висока норма, вие играчите. Кога заминавте од државата на тоа Европско првенство во Литванија, малтене никој на вас не обрекеше никакво внимание. Меѓутоа, потоа следува и тераси, и Гоцева раса, и песни, и хитове, и големи пречици. Дали како, јас ве сметам се уште како херој на оваа држава, бидејќи вие бевте тие амбасадори, па и оваа година на оваа првенство, колку толку не застапувавте, но тоа се реалните можности. Дали сте разочарани малку од дочекот оваа година? Па, добро се, дочек немаше некој специјален. Луѓето беа, нормално сите во земјата беа разочарани, очекуваа дека барем најмалце ќе влеземе во четвртфиналите. Се створи, за жал, една негативна еуфорија и по неуспехот у Словенија и немаше ни место, ни време за дочек. Добро, меѓутоа, еве сега кога правиме анализа, сите сега сме
најдобри селектори, сега сите сме најдобри стручњаци, иако знаеме дека после победата сите нели генерали се најпаметни. Секој сега со своји размислувања. Јас конкретно, дали мислиш дека овој неуспех е само се заснова на игрите на овој европско првенство, или пак но ние 2 години малте не мислам како репрезентација не учествувавме на некои турнири повеќе, немахте вие заеднички настапи, тоа се сведе на месец дена пред европското првенство. Дали несистематската работа, сакам да кажем, е една од причините за овој, ај така да кажем, неуспех, иако за мене лично успех самото учество на европското првенство? Па не, во кошарката, во спремањето на македонската репрезентација, значи нема простор за повеќе припрема, бидејќи првенствата траат долго, веќе по 10-11 месеци. Останатите играчи настапуваат во странски првенства и тие се слободни дури во јуни-јули, каде што почнува нашиот циклус за припрема на европското првенство. Имавме доволно припреми, доволно надпревари, но по мене мислам дека во овие 4 години каде што настапува заедно на оваа репрезентација на овие, пак од Полска наваму 3 европски првенства, се променети 4 тренери за 4 години. Сигурно има и тоа влијание врз резултатите, бидејќи по мене после успехот во Литванија дека требаше се задржи селекторот Марин Докудовски, бидејќи како што се вели во народот, екипата што победува не се менува. Но не знам од кои причини, тоа го знаат сигурно луѓето од Македонската кошаркарска федерација, не е дошло до договор. Се променија потоа уште 2 тренери, немаше резултати. И за наредно ќе видиме. Кој е твоето мислење конкретно е за Алеш Пипан, бидејќи тој така ненајавено како подобранец влета во селекторската фотелја на репрезентацијата? Многу мала минутажа за Дарко Соколов. Па Алеш Пипан дојде како, да кажеме, како звезда тренерска име во европската кошарка. Тој по мене сгреши, бидејќи и во припремен период и на првенството играше со доста мал број на играчи, каде што тој систем таму за 6 дена 5 надпревари е доста исцрпувачки на тоа едно високо ниво, каде што на крајот дојден пат и на замор и на концентрација, и во клучните надпревари не го дадовме нашиот максимум, каде што беше најпотребно во тие 2 надпревари со Босна и со Летонија. Едноставно немаше енергија, немаше сила за да се направи нешто повеќе. Тоа е, за жал, вистината околу Алеш Пипан и многумина беа разочарани од неговиот начин на водење. Јас конкретно, како еден од твоите сограѓани, што знаеш дека од мали нозе пишувам за тебе и така чест гости ми во моите емисии, навистина ми беше нешто несфатливо како може да турна последниот надпревар да одиграш неколку минути. Како делуваше сето тоа на тебе конкретно? Пред тоа, на претходните 4 надпревари ниту една минута и последниот надпревар те стави во игра. Па сега тоа, седење на клуба во било кој спорт, за секој спортист е најлош момент. Секако дека имаше нервоза од таа ситуација, но не ја покажував тамо директно, бидејќи за да не дојде до расипување на атмосферата или некои други причини, мислев дека ќе поминеме таа групата и дека во следниот круг дека ќе почнам да играм, бидејќи имам искуство со претходните 2 првенства каде што има поголема минутажа, дека ќе дадам свој допринос, но селекторот си имал негови замисли, за жал не му се остварија и тоа е што е. И тој селектор сега минато, како што многумина рекоа дека всушност си самиот си ја ставил бесилката на вратот за македонската репрезентација. Знаеме дека ќе има промени. Дали се сложуваш дека во Македонија треба, јас така да кажам, старата гарда да се врати,
бидејќи ние имаме плејада на добри селектори. Ево јас ќе споменам овде што нашиот сограѓанин Јорданчо Давидков, кој прави чуда, ајде да кажеме, во Арапските Емирати, и иако збориме дека таму можеби нема таква кошарка, меѓутоа сепак реномето и луѓето колку вложуваат, значи има некој раздвижување таму. Еден Марин Докузовски, меѓутоа и мојот драг пријател Врбица Стефанов. Дали мислиш дека клучен проблем е заминувањето на Врбица Стефанов, а со тоа и заминувањето на тренерот кондиционен што го доведе од Италија, бидејќи тој замина во Грција, непосредно пред првенство? Па секако дека има влијание во заминувањето на тие клучни луѓе кои беа инволвирани во репрезентацијата, како Врбица Стефанов и кондиционен тренер Сандро Бенкардино, бидејќи оваа година прв пат од кога сум ја во репрезентацијата немавме кондиционен тренер. Беше сведено само на тренизите на Алеш Пипан, он ги водеше и кондиција, и тактика, и кратица за све. Он беше, да, што се вика народски, all around. Значи тоа се тие работи. Сега да те прашам за атмосферата, сакам уште ова прашање на кратко, бидејќи знаеме дека Тоше не беше во репрезентацијата, не сакаше да игра Тоше. Меѓутоа се случи нешто што вие играчите извршивте еден притисок. Дали и на ова првенство постоеше тоа големо другарство како што беше на претходното, бидејќи сега после завршувањето на ова првенство дефинитивно ова, ајде да кажем, репрезентација, овој состав се распаѓа. Многумина најавија свое заминување. Како Антич, како Илиевски, како Тоше и така. Нешто да ми кажеш за самата репрезентација, за самото другарство, токму на вас, јас да кажам, литванските херои? Не, тоа не е променато. Атмосферата во репрезентацијата си остана исто како и пред тоа. Тоа големо другарство меѓу сите 12 играчи остана, се држевме сите заедно и во победа и во пораз останавме заедно. Секако дека имаше влијание враќањето на Тоше Гечевски врз таа атмосфера, каде што он е веќе 15 години сигурно игра за репрезентацијата. Он е една икона на македонската кошарка, една многу позитивна личност и тоа влијаеше уште за поголема атмосфера, но не дојдоа резултатите. Останавме, си дојдовме со наведнати глави, но тоа е што е. Се надеваме дека од следната година дека најпрво ќе се пласираме на следното европско првенство во Украина, потоа во Украина се представиме во што подобро светло. Тебе те врзува една добра работа, бар по мене. Ти беше оддадена една голема чест. Се враќаме малку сега, кога тргаме европското првенство на страна. Ти беше учесник и на медитеранските игри што оваа година се одржаа во Турција. Меѓутоа, да се биде знаменосец на една држава на самото свечено отварање, тоа е, мислам, еден чин на големо признание за сето она што таа личност го има вложено во спортот. Токму ти беше знаменосецот на македонското знаме на свеченото отварање во Турција на медитеранските игри. Што значише за тебе тој чин? И како ти прифатите веста? Па најпрво беше едно големо изненадување, секако позитивно кога ми соопштија на денот на отварањето дека јас ќе бидам знаменосец, секако дека ми беше голема чест и задоволство, што од околу 120 спортисти од Македонија јас да бидам представник, да бидам знаменосец на медитеранските игри во Турција, во Мерсин. Кажав, огромно задоволство, бидејќи медитеранските игри се едно големо надпреварување, каде што една олимпијада. Да, како мали олимписки игри се сметат, каде што наступуваат повеќе од 3000 спортисти. Сега малку да се навртам јас на првенствените надпревари, односно на Дарко Соколов, на неговата кариера во македонската кошарка. Од оваа година веќе и ФН Индустрија една прекрасна епизода на Дарко Соколов. Како твоите анализи за овој период што го помина во Кавадарци и сега те чека неле нова дестинација, меѓутоа за тоа подобро? Па да, како што кажавте, имав едни, да кажам, одлични
4 сезони во Фени Индустри, каде што направивме едни многу добри резултати. 2 пати го освоивме првенството, освоивме Балканската лига. Купот дојде оваа година да го намалија доста буџетот од претходните години. Скоро сите играчи од минатата сезона си заминаа. Исто и јас го променив средината, сега потпишав договор со екипата на Работнички. Се надевам дека и таму ќе продолжам истите резултати како што беа и во Фени Индустри. А токму тоа Работнички е, јас така го кажувам име и презиме, секоја чест и на МЗТ, секоја чест и на другите екипи на Куманово, ајде да не ги спомнувам сите. Поред меѓутоа, мислам дека иконата на македонската кошарка е сепак Работнички, бидејќи знаеме што значише таа екипа и на просторите на кошарната заедничка држава Југославија. И голема чест за секој спортист да го носи тој дрес. Кои други играчи, освен тебе, потпишаа за Работнички, кои се според тренерот и според луѓето што го водат клубот, кои им се зацртаните цели за оваа година? Па зацртаните цели моментално, пошто клубот доби нова управа оваа година, се почнува, така да кажеме, од нула. Првите цели се да влеземе во плейофот, во тие 4 екипи, потоа таму се можно да се игра на 3 добиени, полуфинале, финале. По мене мислам дека и со квалитетите на играчкиот кадар и тренерскиот, дека наш успех ќе биде ако играме финале оваа година. Освен Дарко, познато име во Работнички, кој потпише? Па има доста нови имиња оваа година што потпиша Марко Симоновски, Владимир Брчков. Од минатата сезона има доста искусни играчи како Маријан Ѓуров, Александар Димитровски, Јане Петерски, Синиша Аврамовски. Се очекуваат овие денови да пристигнат и засилувања, странски засилувања и да се комплетира тимот. Дарко, вечната тема, вечната дилема кај мене. Кој устранство ќе заиграш? Имаш една добра авантура пред 5 години, мислам дека беше малку тоа во Босна, потоа играше еден дел од првенството, дали на цела сезона, мислам дека беше у Украина, и твојот менаџер, исто наш сограѓанин, на некој начин, ти ветува стално некои ангажмани во странство. Што правиме со ангажманот навистина во некоја екипа, бидејќи времето си минува, Дарко мора нешто и за црни денови да размислува. Па не знам искрено кога ќе се случи, се надеваме дека ќе биде во најбрзо време. Сега за сега, како што кажав, оваа година ќе бидам во Работнички, па се надеваме дека следната сезона со малку среќа дека ќе се оствари таа желба. Кога ти бидам јас менаџер, сигурно ќе се оствари таа желба. Тоа биде убеден. Малку збор два за кочанската кошарка. Постојано си присутен кога имаш слободно време во градот. И неодамна ми кажа дека убаво е за Кочани што има веќе 4 кошаркаски школи. Дали е многу, дали е малку, тоа не е мое мерило, меѓутоа што би им препорачал на луѓето што се занимаваат и што сакат своите деца да ги праќат на оваа игра по добрачите? Па да, ја пратам ситуацијата со кошарката во Кочани. Ќе кажам дека ми е доста мило и драго дека после првенството во Литванија се отвориле уште повеќе школи за кошарка во Кочани. Поголема можност за сите деца да спортуваат, да тренираат, да се отргнат од пороците што се на денешницата. Сега ми е жал што нема една сениорска екипа во Кочани, каде што знаеме дека во минатото во Кочани беше кошаркарски спортски град и жално е за еден голем град како Кочани да нема не само кошарка, да нема сениорски тим во никој спорт. Во поголем ранг. Во поголем ранг, да.
По-добро да се надеваме дека Литванија навистина беше иницијалната каписла за отварање на тие школи, да се надеваме дека сега после ова првенство нема да биде стагнација на кошарката, него ќе се продолжи, бидејќи рековме дека самото учество на вас на Европското првенство треба за оваа мала држава да представува еден голем успех, но секој тоа различно гледа. Дали Дарко Соколов во некој пат се гледа и размислува да заплива во тренерските води кошарски секој по завршувањето на кариерата? Па моментално не размислам на таа тема, бидејќи имам уште доста играње, активно кошарка, да служи здравје ше некаде 10 години, па за тоа потоа ќе видиме што ќе се случи. Не е исклучена и таа можност, но најверојатно ќе бидам повторно инволвиран во кошарката. Не може без кошарка. Да. Дарко, јас сакам да ти се заблагодарам еве што најде време за нашиот портал за Комарец да го направиме овој разговор. Стварно знам дека се брзаш, дека денес треба и да заминеш за Скопје, веќе од утре ти почнуваат подготовките. Ти посакувам искрено, како секој пат, најпрво добро здравје, успешни игри и да седнеме повторно така да поразговараме на една тема, ајде да закажеме некако околу Нова година. Ви благодарам и на вас за поканата и за убавите зборови.